Во главниот град Киев и на други места во Украина, луѓето се прашуваат и се загрижени за исходот од изборите во САД и како тоа ќе влијае на нивната татковина погодена од војна. Некои жители, како што е Анхелина, изразуваат надеж. Имам очекувања дека ќе не поддржи идниот председател, нашата политика, нашите војни дејства. Други жители, како Дмитро, се загрижени. Се прашувам кој ќе победи општо каква ќе биде политиката кон нашата држава. Тоа е она што ме интересира. Дај Боже и двајцата да не поддржат. Најголемиот страф е дека новата американска администрација ќе ја прекине поддршката и ќе се откаже од Украина во низината борба против Русија, вели политичкиот аналитичар Микола Давидук. Претварањето на некогаш демократска држава во автократија чини милиони смртни случаи и од ова се плаши земјата. По 2,5 години војна, клучен фактор што влијае на моралот во Украина е неизвестноста за тоа што ќе дојде под новата администрација на Белата куќа. Трамп ветува брзо завршување на војната, а многуми настравуваат дека тоа значи дека Украина ќе биде принудена да направи премногу отстапки доколку тој се врати на функцијата. Во исто време, украинците се сеќаваат дека Трамп како председател ја одобри продажбата на противтенковските системи Джавелин, кои помогнаа на Украина да се бори против Русија на почетокот на инвазијата во полн обем. Администрацијата на Обама Бајден го отфрли барањето на Украина за тоа оружје во 2014 година, кога Русија го нападна Крим и зазеде голем дел од регионот Донецк во источна Украина. Но чувствата меѓу украинците се измешани за некои, како Светлана, кои се плашат од победата на Трамп. Трамп е чуден човек и има прилично чудни мисли. Други пак, како Иван, наоѓаат уверување врз основа на искуството од минатото. Трамп же бил президентом. Трамп веќе беше председател, неговите методи се познати и мислам дека нема од што да се плашиме. Соединетите американски држави под администрацијата на Бајден беа дарежливи со Украина, трошејќи 175 милиарди долари за да ја поддржат од почетокот на целосната инвазија. Но постои фрустрација меѓу лидерите на Украина, кои велат дека помошта бавно пристигнува. Руската армија сега се обидува да ја искористи ситуацијата додека чекаме залихи од нашите партнери, особено од САД, и токму поради тоа брзината на испораките значи стабилизирање на военото поле. Аналитичарите велат дека доколку биде избрана, политиката на Камала Харис најверојатно ќе биде како онаа на Бајден, а изгледите за континуитет се смирувачки за некои. Но тоа ги прави другите нервозни што војната може да се одолговлекува. Анкетата на Центарот Размуков во Киев покажа дека 44% од анкетираните украинци сметаат дека Украина и Русија треба наскоро да започнат мировни преговори, но повеќето испитаници велат дека условите на Путин се неприфатливи. Со зголемување на заморот меѓу главните поддржувачи на Украина во Европа, многуми на овде ги гледаат американските избори како спас повеќе од кога било, иако не е сосема сигурно.